Почитувани гледачи, добар ден. Уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1, во кое денес разговараме за одгледување на ноеви во струмичкиот регион, односно какви услови се потребни за нивно одгледување, а ќе имате можност да слушнете и неколку интересни факти и карактеристики за овие птици. Во продолжение погледнете го разговорот со Зоран Стоилков, одгледувач на ноеви. Одгледувате доста интересен вид на птици, ноеви, па еве кажете ни колку време се занимавате со одгледување на ноеви, како започна, како дојдовте еве до идеја да одгледувате ноеви? Па идејата дојде со брат ми. Брат вика да земеме ноеви. Ми викам, ајде да пробаме. И така него која 13-14 години веќе како ги имаме. И сепак добра работа, не е некоја многу тешка работа да се некоја посебен начин на одгледување ноеви. Сега малку се проблематични кога се пилињата, кога се проблематични малку. Треба многу чисто, хигиенски таму. За едноставно кога се влева кај нив да се чистат, да се хранат, мора раците ноз да е дезинфицирано. Кажете ни еве колкав број на ноеви моментално одгледувате? Моментално имаме само 4 ноеви. Имаме 2 машки и 2 женски. Иначе некои донесоме прво беа 21, па пошто немаше соодветни услови, некоја специјална кладница требало за нив да се прави, државата не ја направи тоа и ние ги раздреливме, ги продадовме и не останаа само тие. Кои се придобивките од одгледувањето на овој вид на птици? Придобивките се многу. Многу се придобивките, едноставно од ноевот буквално се користи. Ништо не се фрла. Кога ќе почнеме од ногти, па трепките горе се користат за вешачки трепки за женските, нема, буквално се користи, ништо не се фрла од нив. Ништо. Што е оно што најмногу се бара од ноевите? Што е оно што најмногу се троши од нојот, да кажеме? Од нојот се троши се. Се троши. Ето, месото, што е во западот, не знам, во Струмица не сум видел, во Скопје исто не сум видел, нивното месо се продава на берза. Секоја месец има своја одредена цена, секоја категорија месо. И што е најбитно, место без холестерол. Така, значи е здраво за јадење. Да, здраво е за јадење. Здраво. Ние пред да почнеме еве со снимање имавме можност да разговараме за неколку интересни карактеристики на овие птици, па еве и на нашите гледачи да им објасниме што е она што е интересно за овој вид на птици, некои нивни карактеристики и слично. Некои нивни карактеристики не е кој знае што за одгледување. Јас реков, пак ќе повторам, проблематично се првите 3 месеци додека направи 3-3,5 месеца пилето. После 3,5 месеца интересна животина, мила животина. Сега во текот на парањето мажите се агресивни, многу се агресивни. Кога се парат, во нивната територија не смее да влезе никој. Буквално никој не смее да влезе. Рековте дека не бараат посебни услови за одгледување, но еве сепак кажете ни кои се основните услови кои им се потребни? Основните услови се вода и храна. Ето сега за храната ние ги хранеме, што викаме ние по нашо јонџа, луцерка, неле? И купуваме еден концентрат по витамини, пошто тука ги нема тие витамини. Тоа па не е кој знае колку голема сума тоа на пари за овие витамини што ги купуваме. И не се тешки за одгледување. Само што пак ќе повторам, пошто не направија кладница специјална за нив и затоа ги продадов. Тоа значи дека сепак не бараат ниту комплицирани услови, ниту пак имаат многу трошок. Немаат многу трошок. Едноставно ја место каде треба да е, како да кажам, бокс од шталата, неле? Треба да е су, да не е водно, пошто ако е многу водно во земјата, може дојде да се повредат ноктите. Рековте дека малите ноеви бараат посебна грижа. Зошто е тоа така? Дали тие се можеби чувствителни, нежни, подложни на болести додека се уште мали или пак нешто друго? Додека се мали, се многу чувствителни на болести. А за тоа мора, кога се влеват да се хранат, мора да е дезинфицирано се. Да се измиеш раците, на нозите да обоеш папучи, кесиња да ставиш, па да изчистиш нето, да ги нахраниш и да ги излезеш од таму. Тоа не се проблематични првите 3 месеца. На првите 3 месеца после не е проблем. Ти ги пуштаме во боксот и после се оред.
Рековте дека придобивките од одгледувањето на ноевите се многу, но сепак еве вие лично зошто решивте да одгледувате ноеви? Решивме, јас пак ще повторам, брат ми се јави по телефон, вика, Зора, нека да купне ноеви. Добро е, брат, викам, ато се вика, викам како, вика, јас вика ќе најдам. И вика, мајне, ајде, после ува се два дена по телефон, вика, јас вика, најдов ноеви. Па викам, од дека, вика, од Италија. Ето, например, ние дека дојдем со тие од Италија. А јас сега што се тие тука, тие се пилени, што ги спиливме ние, тие се 8 години стари. Така, дали еве и на македонскиот пазар се пласираат производите од нојот? Рековме претходно дека ги пласирате во странство, но колку кај нас се застапени производите од ној? Ето ние што имаме јајца, што ги продаваме тука, локално. Знаеш, луѓето се зимаат, без холестерол јајцето, се трошат. Јас во Струмица не сум видел од ној месо. Во Скопје па не сам приметил и таму, не знам дали го има сконече, во Струмица нема. Имате ли можеби еве сознание за тоа дали и колку се одгледува нојот на југоистокот во нашиот регион? Па имаше тука до Сушица, мислам, знам дека и тај човек ги продадел, и он ги продадел многу одамна. Имаше еден човек и он во Колешни, и он исто ги продадел. Мислам дека тука кај нас нема, мислам дека во Запад, кај Гостевар, дека има и Тетово. Таму има фарми. На друго место не знам. Кажете ни еве подетално што се вклучува всушност грижата за нојот. Рековме дека не бараат посебни услови, но еве повеќе за нивното живеалиште. Нивното живеалиште е само да има на стрешница. Некој пат кај е многу лошо време, кај е ладно да влезе да се, што викаме ние, на завет. Не да не ги дува ветер. А иначе, зимно време, снегот си паѓа врз них, они си лежат, 20 см снег на земјата, 20 см на него снег. Сега, кога ги хранеме зимно време, кога ќе фати многу ладно, тогава ставаме по малку пченка во храната, малку да се залеат, за да не е многу ладно. Ја видим први како оваа зима, беше прилично ниски температури беа, па во секој јаден ми стави пченка внетри да се залеат малку, да не е многу ладно. Иначе не е проблем, они над снег си спијат, надвор си спијат, на дожд си спијат. Не им смета, едноставно не им смета ништо, ни снегот, ни дождот. Тоа значи дека во било какви климатски услови може да се одгледуваат? Да, било какви климатски услови. Па паќе повторам, зимата беше многу ладна, они снегот си паѓа, они си лежат надвор, после кога ќе престане снегот или дождот, и они се станат, се разодат и толку. Како ништо да не било, ни снег, ни дожд. Така. Познато ни е дека нели нојот е најбрзата птица на планетата и исто така и најголема птица, но позната е по тоа што не се големи јајца. Кажете ни еве некои карактеристики за јајцата од ној. Да, јајцата, ето, ние најголемо јајцо имаме 2 кг 250 грама. Тоа беше него пред 7-8 години до јајце, 2 кг 250 грама. Иначе обично прилично кило и 200, кило и 500, кило и 600 тука некаде се. Дали цената на јајцето зависи од неговата големина? Не е битно. Не е битно. Важно дека едно јајце од ној заменува 30 кокошкови јајца на табла јајца. И јајцата се без холестерол, како месото. Така, како што веќе спомнавме. Повме дека да не бараат посебни услови, пак ќе повторам, но сепак колку е исплатливо во Македонија да се одгледуваат ноеви? Јас мислам дека ќе беше исплатливо да се направи овие кланици. Ќе беше исплатливо, ама пошто не може да го кажам тоа прашање, не знам. Мислам оти ќе имаше добра заработувачка. Добра заработувачка ќе имаш. Оти ние кои ги донесоме, ние најпрви ги донесовме новите, па ќе повторам, најпрви и луѓето почна да се интересираат, да доаѓаат тука. Имаше носеа од цела Македонија ученици на екскурзија тука, гледаа ги новите, први донесеме тогаш. И ќе имаше добар приход ќе имаш да се направи овие кланици. Дали еве планирате во иднина да го проширите просторот, да го зголемите бројот на ноеви? Сега брат ми нешто планира, ама нешто фанаваме многу земјоделие, нешто сливи имаме, лози имаме, па за нив малку кога се, пак ќе повторам, кога се пилина треба многу грижа за нив, па ќе видим, още не се разговарали на оваа тема. Што би им препорачале еве и на други кои некогаш размислувале да одгледуваат ноеви, дали да одгледуваат, исплатливо ли е или и еве зошто да одгледуваат ноеви? Ноеви.
ноеви може да се отгледуваат, пак повторно само да се направят кланници. Ето, да се направят кланници, ние ноевите, одме ќе ги, нас не стоја инкубатори, се не стоја за испилување јајца. Оти по природен пат не може да се испилат. Постои ли еве и според вас, доколку еве сте во контакт со други луѓе кои одгледуваат ноеви, постои ли интерес кај нив за одгледување на ноеви? Да, има еден човек во Гостевар, има и во Тетово, мислам дека има еден човек. И они имат исто ноеви. Па контактира, брат ми со нив контактира, они има телефони, така. Кажете ни еве уште еден интересен факт, колкава е брзината на ноевите, нели рековме дека се најбрзи птици, и да ни кажете за нивниот животен век. Еден ној обично троши од 60 до 70 км на час. А еден нивниот животен век е 60 до 70 години. Значи тоа е еден просечен човечки живот. Да. Се соочуваат ли еве со некои болести кои можат да бидат лоши за нив, да им сметаат, да го попречуваат нивниот раст и развој, со тоа да влијаат и на квалитетот на месото и на производите од нојот? Нема кај них болест нема. Болест нема, јас пак ќе повторам, зимата беше многу ладна, дождови, они се надвор се лежат, нема никаква болест кај нив. Рековте и дека се многу заштитнички настроени, дека не дозволуваат никој да влезе, значи дека ја заштитуваат нивната територија, но дали еве тоа ве оневозможува да се грижите доволно за нив? Не е тоа проблем. Не е тоа проблем. Нормално секој мажик се чува своја територија. Секој мажик се чува своја територија и никој не може да влезе таму кај нив. Иначе не е проблем тоа за што мажките се агресивни. Тоа нема нечок проблем. И па исто, секој јајце не може да се испиле, тоа заборави да го спомнам. Има еден сензор, се става секој јајце на сензор, па се гледат кои јајци се пили, кои не се испилува. Така, на колку дена еве се испилуваат јајца, на колку дена несат јајца? Јајците ги несуваат за 4 до 5 дена, една женка. И една женка може да снесе од 60 до 70 јајца годинешно. 6 годинешно. А се пилат на 40-тиот ден се испилува јајцата по инкубатор, не? Во инкубатор. После се стават, се изваде пилето, после се става во друг инкубатор и таму малку да, што викаме ние понаш, да живне пилето, се вади и се става во посебна просторија каде што многу треба да дезинвестираме, да е чисто многу. Колку еве се женките агресивни кога ги собирате јајцата? Не, женките не се агресивни. Тоа ми се мили се, кротки се. Само мажјаци се лоши. Значи мажјаците се сепак поагресивни од женките? Да, поагресивни. И тоа многу агресивни. Многу се агресивни. Не сме никој да влезе во нетри во боксот. Не сме. Кажете ли еве уште за тоа кое месо е подобро, да речеме, дали повеќе се продава месото од помладите ноеви или од постарите, или тоа нема никаква врска? Слушај сега, тоа постар немаш рачун да го заколеш помалечко. Барем негде 170 кила, да не е испод тоа. Иначе, паќе повторам, нивното месо се продава на берза. На берза се продава. Секоја месо посебна цена си. Господине Зоран, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време, што не поканивте да бидеме директно овде, да ги видиме птиците во живо и по-добро да им покажеме на нашите гледачи еве како се одгледуваат ноевите и во какви услови. Благодарам на вас, јас сега да ви покажеме јајца да видите. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно во наредното издание. До тогаш останете со програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.